Од денеска 27 повредени во дискотеката Пулс започнаа со рехабилитација во општата болница во Кочани. Со нив бројот на млади луѓе кои по трагедијата се опоравуваат од повредите во болницата во Кочани се искачи на 38. Во дневна амбуланта тие се распоредени на оделенијата за неврологија, хирургија и физикална терапија. Нивната здравствена состојба е стабилна, појаснуваат од болницата. Повредени се рехабилитираат и во Штипската клиничка болница. Во моментот немаме примено, но имам како дневна болница, мислам дека има 20 пациенти што доаѓаат. Во меѓувреме 5 вработени во Штипската физикална терапија се на обука во Кочанската општа болница. Веќе 10 денови црпат искуство од искусни колеги од Велика Британија и Шпанија, како успешно да ги рехабилитираат изгорениците и фрактурите. Обуката трае веќе 10 дена. Имаме пратено 5 лица кај нас, значи едниот е физијатар, лекар специјалист, 2 физиотерапевти и 2 медицински сестри. А во моментов се на обука и работат парцијално, делимично со пациенти што се препраќаат од клиниката за пластична хирургија од Скопје во Кочани за понатамошно. Од денеска во Кочанската болница во функција е ставена и хипербарната комора, која болницата ја доби како донација. Според експертите, ваквата терапија ќе овозможи брза и успешна ревитализација на кожата со изгореници, како и интоксикација на организмот по вдишувањето на чадот во дискотеката. 1 час во хипербаричната комора заменува 7 до 10 дена престој на планина.